Здраво, се вклучувам повторно. Зборувам за една тема поврзана со денешниот датум 1 јануар, а тоа е светски ден на мирот. Ја знам дека само некое време зборував за истава оваа тема на друг датум, но јас кажав дека одредени датуми, настани, празници се одбележуваат по 2-3 повеќе пати годишно. Мирот е најважно нешто што треба да го имаме, посебно во овакви денешни турбулентни времиња, кога има војни по светот, Украина, Израел и слични. Гледаме дека има тензии се повеќе и повеќе во различни делови од светот. Државите масовно се вооружуваме и слично. Елиминација на планетарното зло еднаш за секогаш мислам дека може да се постави основ кој ќе значи траен мир. Мир треба, но не по секоја цена. Кога е во прашање Украина, Молдавија и Грузија обично одат во пакет, тие треба да останат цели, односно со национален суверенитет, територијален интегритет, задржани граници од 1990 година и евроатлантски интеграции. Државите кои произлегуваат од тоа така наречено планетарно зло се независни, тие треба да бидат членки на ООН, НАТО, ЕУ и слични. Геноцидните не се оправо за Косово и Водина, Санџак, Шумадија, па тие во 74-та им дадоа право уставот на самоопределување до отцепување и не знам зошто сега се бунат. Ти им го дадоа тоа. Тому државите кои се жртви кој Украина треба да добиваат, а не да даваат. Тибет, Тајван, Мако, Хонг Конг и се исто независни држави. Па во на повеќе од 2/3, повеќе од 70% од државите во светот гласавме дека така речената Москва е на погрешната страна, дека не требало да почне војната, дека Украина е во право. Има држави кои треба да се демократизираат. Кога се поаѓа од девизата цел свет во НАТО, цела Европа во ЕУ, установена од НАТО самитот во Соединетите Американски држави во Вашингтон во 1999 година од страна на тогашниот претседател Бил Клинтон, кога ние станавме држава кандидат за членка на НАТО. Натаму треба да се напомене кога сме веќе на вистинската страна на историјата, дека НАТО бомбардирањето во 1999 година е исправно. И Хрватска тука е во право. Прават ќе се движи светот, останува да видиме. Западот не треба да одстапува од Западот треба да остане цврсто доследен до своите позиции. До нареден пат, поздрав!